Лоша година за македонското пчеларство. Измрзнувањето на овошките и другите растенија ја условија успешноста на пчеларската година. Се зголемува бројот на лица заболени од вирусот хепатит С. Деновиве млада девојка чека трансплантација на црн дроб. Денеска во католичката катедрала во Струмица се одржа света причаст. Дневник на телеканал А1, добре дојдовте. Во живо се вклучуваме од студиото во Струмица со најновите информации од Југоистокот. Граѓаните на општина Богданци денеска на референдум треба да се изјаснат дали се за или против изградбата на рудникот за бакар Казандол, како и за отворање на рудници на територијата на општината. Колешката Гонце денес го следи референдумот во Богданци. Околу 7.000 граѓани од општина Богданци на 12 избирачки места во изборната единица 4 имаат право и можност да се изјаснат на референдумското прашање дали се за или против продолжување со работа на рудникот за бакар Казандол и за отварање на рудници на територијата на општината. Процесот на гласање денес се одвива безпрекорно и мирно и во текот на гласачкиот процес не се забележени никакви нерегуларности. Сите избирачки места се отворени точно на време во 7 часот изутрина, а наблюдувачкиот процес го следат 12 наблюдувачи од невладината Цивил, како и од други граѓански здруженија. По примерот на општина Гевгелија, денес жителите на општина Богданци гласаат на референдум. 6918 гласачи со право на глас се изјаснуваат во однос на прашањето дали се за или против продолжување со работа на рудникот Казандол на територијата на општина Валандово. До 13 часот излезеноста на богданчани изнесуваше 28,68% од вкупниот број на запишани гласачи. Општина Богданци денес гласа на референдум на 12 избирачки места на територијата на општина Богданци. Гласањето започна во 7 часот наутро, без никакви проблеми. Сите избирачки места се отворени на време. Има запишано, согласно единствениот избирачки список, има вкупно 6918 гласачи на територијата на општина Богданци. До 13 часот излезеноста е 28,68%. Во 17 часот ќе го имаме другиот пресек за излезеноста на гласачите. Излезеноста на граѓаните се очекува константно да се зголеми од 14 до 18 часот. До 19 часот ќе трае избирачкиот процес и за да биде успешен овој референдум се очекува излезеност на 51% од вкупниот број на запишани гласачи. Првите официјални информации од гласањето на референдумското прашање ќе бидат објавени по 22 часот. А за резултатите од овој референдум и повеќе информации за неговото одржување во утрешните информативни блокови на телеканал А1. Продолжуваме понатаму со дневникот. Лоша година за македонското пчеларство. Измрзнувањето на овошките и другите растенија ја условија успешноста на пчеларската година, велат познавачите на приликите. Во наредниве летни месеци се надеваат на пчелни производи, колку самите пчели да се прехранат. Прилог на нашите соработници од Мегабитола. Раните мразеви кои ја зафатија земјава кон крајот на април не само што ги уништија овошките и лозовите насади, индиректно им се заканија и на пчелните семејства и на потенцијалната успешна пчеларска година, велат пчеларите. Пчелните семејства се вратија буквално можеби за отприлика 1 месец назад во самиот развој. Нанапред гледано, овој период бидејќи измрзнаја и овошките и багремот, дури и листовите на дабот, измрзна дабот, пазете, и многу други растенија, така да пчеларството многу големи штети претрпе. Кажувам дека поради тие причини лоша пчеларска година. Природно роење нема бидејќи нема вегетација, велат познавачите на приликите. Состојбата е лоша, иако од годините едно пчелно семејство произведуваше од 25 до 30 килограми мед. Сега пчеларите се надеваат да се добие мед колку пчелите да се прехранат и да не угинат целосно како што беше во текот на зимата. Имавме голема смртност, голема загуба од зимскиот период. Како резултат на лошите временски услови во текот на ланската година, се надоврзаја ниските сибирски температури подолг период во зимата
и во некои пчеларници имаше и до 95% смртност. Пчеларите здружено мака мачат да ги сочуваат пчелите и се надеваат дека во овие месеци временските услови ќе се подобрат и вегетацијата ќе има развој, а со тоа и пчелите, а се надеваат и на помош од државата, односно ресорното министерство. Се зголемува бројот на лица заболени од вирусот хепатит С. Бројките покажуваат дека и покрај предупредувањата за лесното пренесување на хепатитот, луѓето знаат многу малку за овој вирус. Поради неинформираност и ненавремено откривање, деновиве млада девојка чека трансплантација на црниот дроб. Расте бројот на млади заразени од хепатит С во Македонија и покрај тоа што често се зборува за ова заболување, повеќето луѓе не обрнуваат внимание на предупредувањата за неговото лесно пренесување. Хепатитот С лесно се пренесува и нема видливи симптоми, со оглед на тоа дека се пренесува преку заразена крв, сексуален однос, тетоважа, педикир, маникир, можноста за инфецирање е многу голема. Голем е бројот на луѓе кои не прават одредени тестирања, не одат редовно на контроли и така натаму, а посебно во делот на хепатолошките проблеми, односно проблемите со црниот дроб. Во тој дел можам да ја нагласам и баш и башката популација. За разлика сега, женската популација во Република Македонија после законските протоколи во однос на тестирање поради бременост и така натаму се зголемува можноста за побрза детекција на овие проблеми и за побрзо приближување кон само решавање на овие заболувања. Но за жал машката популација се уште има некој вид на стигма, каде што се уште не очекуваат дека ќе ги следат овие проблеми, така да е позанемарливо и односно самиот дел на, да кажам, на тестирање и скрининг односно овие заболувања и на пониско ниво. Навременото откривање на хепатитот С е најголема превенција кога е во прашање ова заболување. Дури 9 од 10 лица не знаат ништо или знаат многу малку за овој вирус. Токму поради ваква неинформираност и навремено откривање, деновиве млада девојка чека трансплантација на црниот дроб. Нема потреба повеќе луѓето да стигматизираат оваа болест, бидејќи кога се знае дека едно заболување има лек. Едноставно подобро е рано да се детектира, открие и порано да целиот тој процес на лечење заврши. Бидејќи знаеме кои се последиците и настанувањето на цирозата и така натаму, а во тој дел јас можам да кажам баш во овој момент овие денови очекуваме одговор каде што на млада девојка околу 30 години која што ненавремено беше детектирана, ненавремено лекувана и така натаму од вирусот на хепатит С, генотип 1, кај што ова заболување прогресираше и моментално доведе до таков стадиум каде што таа мора да биде хитно трансплантирана. Таа ќе биде трансплантирана и за жал таа операција ќе кошта повеќе од 150-160 илјади евра. Од оваа година во Македонија најавено е дека ќе се применува нова најсовремена терапија за лекување на хепатитот С со висок процент на успешност во лекувањето на клиниката на инфективни болести во Скопје. Мокринските извори, атрактивни за туристите, исто како и споларските и колешинските водопади. Викенд сторија на телеканал А1. Планинарското друштво Југ од Валандово веќе неколку години активно организира и учествува на планинарски маршови. Со своите членови досега учествувале и на многу алпинистички експедиции во соработка со останатите друштва не само од земјава, туку и од странство. Планинарите од Валандово активно ги истражуваат природните убавини во земјава и странство, како што велат Глигорија Джилвиџиев, член на председателството на Планинарското друштво Југ Валандово, и Гоце Монев, председател на друштвото. Досега нивните членови успеале да искачат неколку високи врвови, што за нив е успех, но и мотивација како љубители на природата повеќе да ги истражуваат нејзините убавини. За прв пат од општина Валандово се направи една таква експедиција за искачување на тој врв. Но како друштво имаме и доста солидни резултати со експедицијата на Монблан, која за жал не успеа поради временските услови. Невисокиот врв Мусола во Бугарија, Вихрен и можем да кажем и сите повисоки врвови на 2500 метри на територијата на Република Македонија. Голем успех има направено на 4120 Атлас во Мароко, искачен од еден наш планинар, и тој највисок
до сега на највисока висина што е стигнал од наш член. Тие велат дека нивните активности опфаќаат широк аспект, не само организирање на акции, туку и пронаоѓање на простори кои им се уште непознати на луѓето и маркирање на патеките. Најмасовниот марш кој го организира ова друштво е по повод 6 ноември, ослободувањето на Валандово. На него земаат учество преку 500 учесници и е еден од најмасовните во земјава. Не е само државен, туку е и меѓународен марш кој што се организира од страна на нашето планинарско друштво. Се стартува од Валандово, патеката през Сомали измени секоја година, но како крајна точка ни е манастирот, каде што се дава планинарско графче, ручек за сите учесници на акцијата, една добра дружба за сите, голем број на планинари, ентузијасти учествуваат, преку 500-600 секоја година. Планинарското друштво Југ Валандово од 2012 година е заведен во Централниот регистар. Од тогаш е и член на Федерацијата на планинарски друштва на Македонија. Денеска во католичката катедрала во Струмица се одржа света причест. Деталите во продолжение. Дванаесетина дечиња денеска беа дел од првата света причеста што се одржа во католичката црква Успение на Пресвета Богородица во Струмица. Најмладите верници 3 години посетуваат веронаука во црквата, а како финален чин е светата причест, која според црковните лица е најважен настан по светото крштение. И за нив ќе биде тоа првата средба со Господ Исус Христос. Најголем настан за секој христијанин и крштението, меѓутоа бидејќи децата тоа не може да го паметат, се били мали, крстени, и затоа најголем настан за нив во црквата е средбата со Исус Христос во светото причастие. По тој повод, децата се интензивно подготвуваат 3 години и сега доаѓат на свето причастие, каде ќе се соединат со живиот Христос. Преку светото причастие, преку светото тело и крвта Христова се соединуваат, децата стануваат едно со Господ. Денешниот настан ги собра верниците во катедралата, а имаше и богата програма со религиозна содржина, музички интервали со флейта и рецитирање црковни стихови. И како што најавивме на почетокот, нашата денешна викенд сторија е посветена на туризмот, поточно на Мокринските извори во општина Ново село. Еве сликата од таму. Мокринските извори се наоѓаат во подножјето на планината Беласица, на надморска височина од 330 метри, поточно во селото Мокрино, општина Ново село. До денешен ден се пренесува легендата дека селото Мокрино името го добило по своето мокро поле и по мочурливите места во својот атар, па така, кога другите жители се преселиле на тоа место, започнале селото да го викаат Мокрино. На изворите кои што се наоѓаат таму, секоја година на 2 август се собираат жителите на Мокрино и сите околни села. Доаѓаат луѓе и од цела Македонија, бидејќи се дава курбан во чест на водата. Мощно е интересен спојот со дрвјата, столетните стебла на чинарите, од чии корења извира водата. Од корењата на 3 јавори истекуваат 40 литри вода во секунда. Извор од најубавите извори под подножјето на Беласица, Мокрински извори, едно место што стварно атрактивно место и за туристи и за се. Тие
Јаки јавори, не знаеме, ние нашите предци кажували, значи можда 200 години се стари јаворите. Водата е изварена, водата ако не направиме курбан на 2 август, 74-та година ни пристана. Дојдеме тука на чиниме на курбанче, тука ние мајсторе беме 74 години да цидаре и водата па дојде и така да мора 2 август да се прави курбан на водата. Знаеме водата се тече под коренто на јаворо и никош не е пристанала, водата се тече нормално, се најнормално. Никош не се смрзнува, ни лете, ни зиме. И која е 20 под 0, водата си е иста. За таа година да урбанизира од Могрено до тука да донесеме струја, до Мокренските извори. И мислам дека това ќе биде уште подобро. Дел ќе успееме с градоначалникот да го това санираме. Поради убавината на изворите на севкупната природа во овој дел, со залагање на општина Ново село, извршено е туристичко уредување на локалитетот. Со тоа значително е зголемен бројот на посетители, а целата општина стана препознатлива по туристичките атракции во подножјето на Беласица. Посебно со изградбата на новиот пат до Смолари, бројката на туристи на ово место постојано се зголемува. Едно место што е меѓу најатрактивните тука, тоа прибидејќи близо до патот меѓу Смолари и Мокрено, и сега нов пат што Кино го направија, благодарејќи на градоначалникот од Ново село Баже. И тука е толку феноменално што многу за време викендот многу народ доаѓа. И се поминува така времето, интересно ме тука прибидејќи тоа е ептен на природен начин. Викендички има направено за да се направат некои скара, па и редовно, да кажеме и преку неделата идат, посебно викендот има многу и има од цела Македонија. Плюс има од бугарски коли, гледам од сегде има и доста мислам идат туристи. Посебно од ланската година, кога се пушти патот Мокрено Смоларе, многу повеќе почнаа да идат. И така да доста е посетено. Да. И кој не е бил, мислам, од цела Македонија, може слободно да дојде да види, да посети, да види дека е добро. Селото Мокрино денес има околу 700 жители. Таму е развиено земјоделството, најмногу се одгледуваат градинарски култури, но во последно време замав многу зема и туризмот. Поголема формација да се најаве дека постојат и Мокренските извори. Како Смоларските воздупади, Мокренските извори. Јас гледам автобузи, ка чистам тука, ка одржавам изворто, гледам автобузи, холанджане одат, изгледа не знаат за Мокренските извори. Нуди многу добра природа, многу добра вода за пиење и некој ако е жеден има и тука нешто да се напие, да си касне, да си јапне и тоа. Да. Може слободно да си прават скаричка, да си пијат. Ако не им достига нешто, јас можам да им набавам и тоа. Освен Мокринските извори, Смоларските и Колешинските водопади се исто така голема атракција во овој крај од Македонија. А со многуте програми кои општината ги спроведува токму во овој дел, тие стануваат комплетно достапни за љубителите на природата, но и за развојот на руралниот туризам. И за крајот овој дневник да го проследиме и прегледот на вестите од светот и регионот. Во Косово денеска се одржуваат избори, една година пред редовниот рок на кој граѓаните ќе изберат представници на 120 члени од парламент. Првата косовска влада на широката коалиција падна поради несогласувањето околу договорот за разграничување со Црна Гора, чија ратификација беше услов за приближување кон Европската унија. Кандидати номинирале сите 19 политички партии, 5 коалиции и 2 граѓански иницијативи. Косово прогласи независност во 2008 година, а овие избори ќе ги следат вкупно 29.264 домашни и меѓународни наблюдувачи. Тројца мажи се уапсени откако авионот со кој патувале од Љубљана до Лондон слетал вонредно на аеродромот во Келн. Патници го информирале екипажот дека тројцата мажи зборувале за терористички теми. Пилотот одлучил да побара вонредно слетување на аеродромот во Келн, а во авионот имало 151 патник кој бил итно евакуиран. Поради инцидентот, сообраќајот на аеродромот беше запрен за 3 часа, 10 летови беа пренасочени кон други аеродроми, а 20 летови за Доцнија. За сега нема информации за содржината на ранецот, ниту за природата на заканата која довела до вонредното слетување на авионот, пренесуваат германските медиуми.
5 се повредени кога маж со автомобил влетел во пешаци пред главната железничка станица во Амстердам. Полицијата го апсила возачот, јави агенцијата Associated Press и потврди дека не се работи за терористички напад. 2 лица се пренесени во болница, а 3 од повредените се пуштени дома. Полицијата соопшти дека автомобилот е претресен и дека извршен е разговор со возачот и дека нема индиции дека се работи за терористички напад. За сега нема други детали за инцидентот. Британија има намера да почне преговори за Брекзит како што и планираше во следните неколку недели и нагласила британската премиерка Тереза Меј на германската канцеларка Ангела Меркел. Премиерката ја потврди својата намера преговорите за напуштање на Британија на Европската Унија да почнат како што е планирано во следните неколку недели, соопшти кабинетот на Меј. Во таа смисла Меј дава целосно уверување до лидерите на Европската Унија, кои изразија сомневања по слабите изборни резултати на конзервативците. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете со телеканал 1. Од мене пријатно.